Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам гостин во студиото и ќе разговараме за една тема која многу малку била елаборирана кај мене во емисијата. Имено се работи за рударство и вечерва е гостин во студиото е Александар Стоилков, рударски инженер. Господин Стоилков, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Добро ве најдов. Добив од господин Стоилков на подарок еден рударски шлем и морам да ви кажам дека така ми заигра срцево од радост. Прекрасна работа. Ви благодарам навистина и убаво да се подсетиме за нашите рудари кои се занимаваат со една од најтешките професии во светот, воопшто најризични. На почеток да те прашам, како иде работата? Како се платени луѓето? Да идеме прв малце социјалниот муабет. Па добро, еве да кажеме, во тој дел може да го спомнам моментално рудникот Саса, Македонска каменица. Таму инженерите негде се платени, мислам дека просек по 1500 евра. Работниците кои што работат во, да речеме, на фронтот доле во самите ископи се нема испод 1000 евра, така да секторот рударство, да кажеме, е доста платен сектор. Мислам, работава не е лесна, не е едноставна, ризична е и тоа е дека, да, за разлика од другиве професии, мислам дека добро котираме. Океј, ај вака, бидејќи имаме време, ние ќе разговараме и малку постручни теми од вашата област, бидејќи, се извинам, не сум имал гостин, па ми е добра прилика. Кажете ми, колку е физички захтевна таа работа да си рудар и колку е потребно обука, стручност, премање, занат и нешто и така натаму? Па вака, сега да кажам еве за инженериве, нашиот факултет е од 9 семестри за да станеш рударски, дипломиран рударски инженер, значи има еден празен семестар, тоа е скоро 5 години се студира оваа проблематика и е поделена на повеќе области, да речеме, на интерес. Има проектирање, има дупчење и минирање, тоа е во делот на површинска експлоатација, потоа има подземна експлоатација, има една гранка ПМС или подготовка на минералните суровини, тука спаѓаат флотација и така натаму, значи тоа е, да речеме, една покомплексна проблематика е рударството. Тука се вклучени повеќе, да речеме, области, машинство, значи ние на факултет студираме и статика и градежништво студираме како предмети за изработка на статика патишта. особено е битна. Да, статика, техничка механика, статика, кинематика и динамика, термодинамика, механика на флуиди, значи тие се тука прва, втора година предмети кој ќе ги помине, натаму веќе од трета се смета дека ќе биде рударски инженер. А ќе ги помине некој што добро се разбира од математика. Да, да. Основата е математика. Па во мое време, јас кога студирав, значи... Не, во суштина, нели, статика, кога збориме и сите тие флуктуации, бара огромно познавање на физика, на математика, математичкиот ум да ги преструктурира тие работи во конкретните области, тоа навистина бара висока стручност. Ние мораме да имаме познавања, сега да кажам, не толку како некој дипломиран машински инженер, ама мора да имаме познавања од машинство, градежништво, од електроделот, значи тука се офатени повеќе зони, значи тоа е една комплексна гранка која што е, да речеме, доста захтевна. Кажи ми сега за рударите. Што е потребно да бидеш рудар? Да идеш доле, лопата на раме и добра волја и големи кохоње сили? Па за рудариве доволно е средно образование и да имаш желба. Значи во држава, да речеме, во Македонија имаме доста рударски градови на некој начин. Еве ќе спомнам, Македонска каменица е рударски град. Пробиштип исто така рударски град. Тука спаѓаат Радовиш. Потоа во Западна Македонија, да речеме, Прилеп, значи Прилеп го има мермерен комбинат, има еден куп други помали каменоломи за експлоатација на оникс и
и други работи, значи после Битола тука се нели коповите за јаглен, така да мислам дека државава има доста од рударството. Сега ние во претходните неколку години бевме доста на некој начин оцрнети со, еве да кажам, нели имаше изјави од зелениве сорудници на смртта и така натаму, што мислам Кидеме на таа тема. Да, добро. Кидеме на таа тема. Добро. Вака сега Чанче Муаве, те молам за мој атар. Кажи ми, има ли побарувачка од кадар? Има ли доволно? Има ли рудари? Висока плата, не знам, кога би навалиле, например, двојно повеќе пред врати, сигурно и платите би биле помалци. Но очигледно, високите плати, тоа значи рудниците се профитабилни и кадар, како е со кадар? Како е со стручен? Како е со обични рудари? Па вака се еве и да кажам у корона кризава, да речеме, руднициве кај нас што се постоечките, овој сектор доста добро се задржа на нозе на некој начин. Во делот на кадри, ние имаме, да речеме, сме на некој начин дефицитарна струка, значи има недостаток од кадри, али во последниве години некако младиве луѓе ги одврна тоа кампањава што беше со рудници на смртта и така натаму, и во последниве години имаме многу помалку, да речеме, запишани на самите факултети, да. Тоа значи дека како е со рударите, со физичките работници, со самите рудари? Со физичките има доволно кадар. Мислам со работниците Работниците се извинувам. Работниците во Пробиштип имаме средно школа, да речеме, за стручен кадар за техничари, и мислам дека има во Прилеп. Значи во другиве градови тие, значи, со некои дообуки и припреми, значи влегуваат во самиот процес на тука се нели инженериве влегуваат во целава приказна, ги обучуваат што како и така да. Мислам дека и во тој дел слабо стоиме со кадри, затоа што луѓето нели од држава, доста од работоспособните знаеме каде се, во Италија, во ова сите некако напуштаат. Јас сум од Источна Македонија, значи таму е ситуацијава, да речеме, алармантна, веќе и не може да се најдат луѓе за работа. Така да и во нашиот сектор е нели исто. Да си во Италија, колку ќе те платат за истава работа? Па мислам дека минимум 6.000 евра. А има ли шанси да добиеш таква работа? Кога ти би отишол? Еве шпекулираме. Еве ти си имаш причини зошто си останал во земјата и тоа е во ред. Нели? Да. Секој дневен муабет ние меѓу нас. Да. Зошто некој отишол, зошто некој не отишол. Но едноставно ли е така, еве, стручен сум ја во тоа, идам и италјаниве ти викаат леле, прего, бенвенуто, одма 6.000 дарки, или не е баш така? Не е баш така, значи клучен, да речеме, чекор у тој процес е за да отиде некој од нашава струка устранство е познавањето на јазикот. Значи, ако отидеш у Италија, треба да го познаваш јазикот. Сега не е само познавање на јазикот, пошто ние имаме, да речеме, на некој начин тоа е посебен стручен јазик кај што се употребуваат термини и треба да го владееш тој јазик за да би работел таму. Имаше една ситуација пред, еве, од еден колега отиду у Австралија. Таму веќе, што знам, може повеќе од една деценија работи во Австралија и мислам дека над $15,000 беше на почеток со плата. Сега после каде? Горе на кај... Па, они како викаат у Бушојне, таму у Бушојне. Позади, тоа е се... Или во централна, таму у пустињата кај Ред Рок. Да, мислам дека во некои прилики одат со хеликоптер на работа. На тие локации кај што се На експлоатира. тие локации велат со представник од австралиска амбасада од Белград, имам разговарано пред некоја година, би вика, ако сакаш, вика, земјоделие, вика, демек, колку е тешко да дојдеш таму. А вика, не е проблем. Само, вика, потпиши договор дека ќе работиш, вика, во Али Спрингс, ќе одгледуваш марула, и вика, нема проблем. Ја гуглам марула, таму најладно 40 степени, значи, имаат они потреба за тоа, не у Мелбурн или у Перт да уживаш и така натаму, туку за така.
Дали стандардите на работење во имено, чекај да се парафразирам, рудниците порано ги работевме како што ги работевме, беа државни. Сега сите се приватни, некоја компанија ги работи. Тие компании што дојдоа донесоа своји стандарди кои претпоставувам дека се светски. Дали тоа значи дека начинот на работење, безбедноста, третманот на работниците помалку или повеќе е она што може да се најде и во свет, освен платата, да речеме, нивото на пари? Па вака се, тоа највише зависи и самиот инвеститор, да речеме, од каде доаѓа. Еве, ќе го земам пак за пример рудникот Саса, значи таму стандардиве се, да речеме, во последниве години, на почетокот... Кој е собственик, која е компанијата? Таму е англиска компанија, нешто со руски капитал, малку се, нели, тие... Мутни, додека ги најдеш кои се? Да ги најдеш... Може Абрамович па за Челси идат нешто пари. Се шегувам. Да, али стандардиве, да речеме, последниве години рудникот напредна доста и еве последно што имам податок дека тие веќе 720 денови до сега се без повреда на работа. Тоа е негде околу 2 години, значи тоа е, може да кажам, рекорд и на европски рамки. Тоа зошто? Заради примена на високи стандарди за безбедност? Да, високи стандарди за безбедност, опременост на работниците. Тука има многу фактори кои што, да речеме, се клучни во целиот процес, значи и мора да се исполни се на некој начин за да се добие некој ваков резултат. Во секој случај вие не дојдовте вечерва да ни кажете дека ви фалат работници и така натаму. Има луѓе и добро заработуваат. Гледам штрајкови од рудари нема, бар со децении. Очигледно дека е добро платена работата. Како е во тие средини, еве, сепак велите Источна Македонија алармантна. Источна Македонија е во бела смрт. И покрај тоа што, има работа, има гледам носите борба, предпоставувам во брак сте, дека имате деца. Децата ваши нема шанси да влезат у рудника. Па не знам, мали се уште. Да. Малиов гледа, некој интерес има, ама рано е да се каже, нели, 6 години прво деление, така да. Добро, имате искуство од вашите соседи, пријатели таму? Па јас во рударството, да речеме, немаме некоја традиција. Јас потекнувам од земјоделско семејство, моите се бавеа со земјоделие, татко ми нешто со трговија. И у тој дел немам, значи, прво конкурирав на војна академија. Нели, не ме примија на војна академија и рударството ми беше втора опција. Одлично, да ги подкопаш тоа војници не го реше, не ке разбрали. Па тука имаме ние во рударството, да речеме, еве една гранка, ја работев првата година у Гранит баш на таа област, дупчење и минирање, значи исто со експлозиви, со ова нешто слично е како војскава. Сигурно. Тие капислите се исти. Работиш на минирање? Па работев... Како цела емисија би ти посветил. 2008. Со демонстрација една овдека вака да ни минираш малце. Се шегувам, повели. Па 2008 работев у Гранит на каменоломите, овде на каменолом Бразда на Скопска Црна Гора. Тој е кај Чучар Сандева? Да. До него е одма рудник Бањани. Не ме прашувај од кај знам. Да, Чучар Сандево, тука е селото Бразда у близина, тука работев, имавме каменолом Зебрењак во Куманово и Јаворица во Демир Капија, значи тогаш Гранит имаше само 3 каменоломи, сега мислам дека има повеќе. Го зголемија бројот последниве години, ама јас од Гранит излегов 2009 година, значи дојдов у Елем тогаш. Сега сте во Елем? Да, сега моментално сум во Елем како одговорен инженер за рударство. Како стои Елем со Јаглен? Како се ископиве? Смеам да прашам? Или државна тајна? Да, во тој дел, значи, Елем како компанија, сепак е нели сериозна компанија, си има политика... Апсолутно, со најголема почит ова го поставувам прашање. Стандарди и ние, ја учествував во имплементацијата на тој стандард 9001 ISO за квалитет, значи тогаш се воспостави пракса дека во име на компанијата може да дава изјави портпаролот, генералниот директор или некој кој што би му дало властување генералниот директор
Јас такво областување немам и затоа не би сакал да коментирам на таа тема. Добро. А смееме да збориме за рудни богатства со вас? Да, Добро. за рудни богатства. Имаме ли јаглен во Македонија? Има, да. Добро. Бара излеков нешто. Значи, Да не се секирам, добро. во тој дел можам да кажам надвор од ова, значи ја работев на истражување на јаглен, сум учествувал во тој дел. Значи, секоја котлина во Македонија на некој начин е потенцијално лежиште, само дали е истражено или не е истражено. Значи, зборам потенцијално, не мора 100% да е така. Значи, потенцијал има. Секде каде што имало таложење на реки, на органски материјал, јаглен дефинитивно може да се најде. Тоа Збориме зависи, сегде кај што имало реки. Тоа зависи од зависи од геолошката периода. Значи јагленот настанува некаде, овие лигнити кај нас што ги има, настануваат некаде измеѓу геолошките епохи Миоцен и Плиоцен. Значи тука на границата се создава јагленот и каде што имаме, еве да речеме на површината Плиоцен, може да се очекува, пошто тоа се седименти, може да се очекува да има јаглен. Работите доста на такви ископи на јаглен вие, лично? Па, порано да, сега малку е намален обемот, значи... Наоѓавте некое коскиче, некое... Имаме фосили доста фосили најдено, да, фосили. Диносаурусчиња и такви работи, така. Па не, диносауруси... Се шегувам, кај у Македонија немало. Да. Има некои други, еве сега актуелно последно во селото Стамер Делчевско, значи таму има обележен еден геолошки профил, сега последно нешто става како табли, мислам дека ќе има и промоција во брзо време. Одлично. На самиот профил, значи таму има некои да речеме такви што не се сега диносауруси, некои као жирафи, не знам. Тоа е веќе делот на палеонтологија. Палеонтолог ќе разговараме Ние со тоа. имаме наоѓано еве у Свети Николско, пошто тоа било да речеме Чисто од ваше искуство, онака да прошараме затоа што стручен муавет ки имаме и ки имаме уште. Да, има се наоѓаат оние како морски, да речеме, као полжави, поголеми, помали, оние како школки. Ги знам оние што се пола како рак пола со во Саргаско море ги изфрла понекогаш на брегот на Тексас и така натаму. Ми рекоа дека во Македонија има такви, ама дека некои поголеми збориме поголеми суштества од класа на диносаурус никогаш не е најден. Што се клучните рудни богатства во Македонија? Можеме ли да ја сметаме Македонија за рударска земја, нели заради овие стари рудници? И што генерално се експлоатира во Македонија? Па вака сега, значи ние од тој дел, еве да речеме, кога ќе тргнеме наназад, историски гледано, еве може тоа да се провери, например, на археолошки музеј Штип, значи конкретно рудник Дамјан, тој моментално не работи рудникот, тој е неколку децении не работи, али до него има археолошки локалитет, значи скоро до сите овие Казан, Дол, Иловица, што сега се актуелни на некој начин, значи има исто така археолошки локалитети. Тоа ни укажува дека на овие простори, значи од секогаш имало напредно рударство. Сега низ историјава, да речем, имало периоди кај што од страна на римјаните во еден период мислам дека било забрането на локалното население да се бави со ископ, обработка на метали и така натаму. Истото се случува, мислам дека во времето на султанот Мухамед или така нешто. Кога со декрет забранува да се употребува името Македонија и исто време се забранува и локалното население да ги обработува металите, значи да прави ископ во руднициве, да кова и така натаму. Нешто ново научив од тебе историја. Имало султан кој го забранил употребата на името Македонија? Просветлиме малце, посрамиме? Мислам дека Мухамед пред Сулейман, ако не се лажам, сега точно не ми текнува, го сретнав тоа како податок. Не, ама пушти сега петарда, сега морам да те потврдам, извини, што знаеш. Натаму ја ќе истражува. Истражува, еве, може да се најдат. Ги има тие документи. Но зошто забранувале да се експлоатираат металите? Па види, еве да речеме, јас се сеќавам како дете, нели, пошто пак
моје се бавеа со земјоделие, ние доскоро дома имавме од оние вилиш дрвени, да речеме, гребла дрвени. Да не се вооружи народот. Значи, Книња сме ние, ако почнеме да коваме железо, памтат што сме направиле со Александар до Индија. Добро, јасно ми е. Од друга страна, да речеме, луѓето тука од секогаш го познавале тој занат, да речеме, и рударството, и самата обработка на металите. Затоа и тоа е... прво што ќе направиш во тоа време, прво што се правило оружје, така ве разбирам. Добро, што уште ова укажете ми, што се експлоатира од руда кај нас? Па кај нас се експлоатира, да речеме, доста. Се експлоатираат од металични минерални суровини, ги викаме ние, олово, цинк, бакар, бучим, злато, сребро, тие пропратни. Овие лежишта што се, да речеме, металични, они може да имат различни комбинации. Пример, иловица, мислам дека беше бакар, злато и сребро, бучим, бакар и злато. Имаме сега нови се истражуваат златица, плавица и луке. Мислам дека луке беше кај што има бакар, злато, сребро, алуминиум, значи повеќе метали. Повеќе вредни метали, и тоа е тоа што привлекува оваа последна деценија што се крена многу прашина. Какви сме ние во истражувањето, што велат, какви се количините, исплатливи, неисплатливи? Очигледно исплатливи сега, нели, и јас зборам на памет кога они се заинтересирале, но како е, например, споредено со еден бор? Добро, тие се поголеми, да речеме, може Чим не вадиш пиштол, вадиш што сакаш. Ај пиштол можеш да извади. Ај може кога тргнавме... Да, те молам, повели. Историски, да речеме, кога тргнавме за рударство, да чисто да појасниме, значи, на овие простори од секогаш имало нели развиена цивилизација и има еден одличен археолошки локалитет Казандол, и самото име Казандол ни кажува на некој начин, значи тука се експлоатирало од секогаш, се експлоатирале металите. Метали? Да. Драги метали? Полудраги? Да речеме повеќе... Сребро, злато? Сребро, злато, повеќе, мислам, историски гледано ги собирале по рекиве, по... Каубојски. Каубојски, да. Додека повеќе, да речеме, за железо... Australian Gold Digger серијата. Не е случајно што кај рудникот Дамјан имаме археолошки локалитет. Тоа може да се види на археолошки музеј Штип. Значи, под нив спаѓа тоа, се гледа дека таму има археолошки локалитет со еден куп артефакти најдени. И не е случајно, затоа што луѓе овде имале суровина, железо во тоа време, и било од интерес. Како идат, нели, периодиве, зависи од интересот историски гледано. Има друг интересен факт, да речеме, што е од поблиското минато, за времето на Втората светска војна, од 41 до 45, значи германците кај нас експлоатирале јаглен во Живојно. Каде? Во Живојно. Тоа е битолско Живојно, до границава со Грција. После во Добреево олово и цинк, Лојане антимон и хром, Робово хром, Радуша хром и Плешинци, значи овие се битуменозни шкрилци. Има некој тоа, не знам сега колку е вистина, пошто во тој период како било немало, не кажале сигурно германци што правеле, значи као демек вадале нафта од тие. Каде? Во Плешинци е во Пробиштип. Во Пробиштип. Да, постојат. Овче полие. Да, постојат тие, да речеме. Има таа теза дека шкрилците во Овчеполието и имало бушења во бивша Југославија, па затворени се тие бушотини, па доста имаше шпекулации, има нафта, нема нафта, шкрилциве и така натаму, бидејќи соседниве земји на граница Албанија, Грција вадат нешто они, не се без ништо. Па јас имам разговарано доста на таа тема, да речеме, со нели бивши професори и еве ќе спомнам професорот Марин Александров, кој што е доста, да речеме, упатен во овие работи, цел живот работи во геологија и во истражувањата. Значи, се рачуна дека со Пробиштип може работава, знаеш,
Не е баш сигурно, значи они имат избушено доста, мислам дека над 2000 метри длавина, ама сите тие податоци ние ги немаме, однесени се у Белград. Така да ние не располагаме со што е како е ситуацијава таму. Од друга страна... Не покажала интерес некоја компанија, Shell, не знам? До сега не, али може во иднина да стане интересно. Зошто би станало во иднина интересно? Па, знаеш, нафтата како иде длабинава и тука е целава работа, да речеме, колку е подлабоко, тука може да биде подлабоко и нели самата инвестиција за самите бушотини и така натаму е поголема. А они веќе имаат негде на многу поплитко, така да не е интересно. А како ќе се намалува, да речеме, нафтата на светско ниво, нели, низ годините? Ние порано слушавме има нафта за 30 години, еве помина и повеќе уште има нафта. И тоа не забавува. Така, интересно. Да се вратиме на клучната работа, сакате доста да спомнете и да зборите, не сте овдека со некоја агенда да браните или против неете, изразивте желба да поразговараме за таа тема. Имено последниве 10 години имаше една голема политичка борба, не ви ставам зборови во уста, јас ќе го кажам тоа како го доживев. Имено тогашната власт ги даде, нели, ги отвори тие рудници на смртта кои беа прогласени од тогашната опозиција, па референдуми, па нема да се гради и како што гледаме папала маца, ништо од тоа, сепак ќе се гради затоа што казните кои ќе треба државата да ги плаќа за нешто што веќе договорила се огромни. Но тоа не е ваш сегмент кој би го говореле. Едноставно, на југот на Македонија дојде интерес од странски компании да градат огромни, да вложат огромни инвестиции во огромни рударски комплекси. Едниот е кај Гевгелија, другиот е кај Струмица. Народот се побуни. Прво има една работа. Тие краишта живееја децении и имаа просперитет на така наречена органска храна. Според мене познатиот закон, кој е сега применлив во Европа, а и кај нас, 70 километри, за да имаш ти сертификат за органска храна, 70 километри во радиус не смее да има рудник, не па поготово за рудник каде што се користат хемиски процеси за екстрахирање на злато, на бакар, на драги и така натаму. Ајде малце да идеме и за едниот и за другиот. Објаснете ни, не сите сме информирани, повеќе емоционално одошто суштински во целава проблематика. Па да чујам како вие ќе ја... Па сега ја бих почнал да речеме со Валандово, Казандол, рудникот Казандол. Казандол, Валандово, добро? Да, значи рудникот Казандол имаше предвидување за век на експлоатација од 7,5 години, иако што имам информации, значи пошто не сум бил директен учесник, ова е да речеме на ниво на шпекулации на некој начин. До сега пола ќе се ископаше, веќе ќе размислувавме таму за голф терени, езера и така натаму. Како е тоа рудник само 7 години? Па што требаше да се ископа таму и какво е тоа искупување за само 7 години? Ми зборивте до сега за рудници со археолошки локалитети и стари со илјадници години. Малку не ми е јасно. Значи, зошто е тоа овака? Самиот рудник, да речеме самите проектанти, го димензионираат за да биде економски исплатлив и во зависност од количината. Да речеме, Казандол е многу мал како лежиште. Значи, ова од десно мислам дека. Збориш за ова? Па ако не се лажам, да. Ова е Казандол село. Ова е Казандол? Да. Ова до него најверојатно е рудникот. Сега, што се случи тука, што е, да речеме, клучно, имаше огромна реакција, нели, од екологистиве, Зелена долина и така натаму. Па и партијата што е на власт, да, едноставно прогонуваше секого што се согласуваше со ова. А додека тогашната власт велеше дека ова е огромен бенефит за Македонија. Каде е вистината во цело ова?
Значи, тоа ќе го кажеме во делот за иловица, може она е како по иловица штука, значи како лежиште по големо и може да има поголем допринос, да речеме казан доле на некој начин инстант рудник, али што се случи сега со Што е казан тој инстант рудник? Објасни ми го малце. Па еве тоа за доаѓаш да речеме за 7,5 години ја експлоатираш целава количина на руда, пошто таа е површински плитко. Овде мислам дека бакар, не знам точно да ти кажам, металични минерални суровини се. И површински. Површински, да. И за 7 години што се изграби и после бакар, злато, голф терени. така беше, да. Доналд Трамп ќе гради хотел, ние ќе шетаме у шорцеви Да. и ќе играме голф. Добро, јас го кажав голф терен. Не, се шегувам, во право сте, го користеа други, не вие. Тоа е интересно, значи самата рекултивација и ревитализација на теренот, како ќе ја димензионираш, зависи од самиот инвеститор. Не е после таа почва толку многу загадена од тие процеси на екстракција? Па на не, рудата? обично процесите на екстракција се вршат во изолиран дел, значи ти ако ги пуштиш слободно да циркулираат, па ќе ти избегне и ова што е корисново, така да нема ефект. Значи тие се прават со геотекстили, геомембрани, да речем, изолирана средина и тука се врши екстракцијата, за ти да ја собереш на некој начин корисната минерална суровина. Што се случи со Казандол? Казандол, еве го отворија, ископаа некоја количина, да речеме 400.000 и добро застанавме. Ова е најлошото можно сценарио што може да се случи. Екологистиве никаде ги нема. Го спречија? Рудникот е отворен. Значи, ние имаме рударство, рударството не е контролиран процес. Добро. Кај што во самиот процес на рударство, значи, имаме контрола на се. Значи, испуштање во води, воздух, самиот процес, значи, се следи, мониторинг цело време, значи 24 часа има луѓе тука кои што го наблюдуваат процесот и сега се отвори рудникот, еден дел од количината е складирана на страна на едно одлагалиште, се направија тие, да речеме, работи, рудникот беше до отпочнување со експлоатација. Главно проблемот беше што не стигна урокот да почнат да произведуваат. И тука ја одземаа дозволата во тој дел. Сега имаме тоа нагомилување на натрупување на рудата сега може да направи еколошка катастрофа. Па веќе прави еколошка катастрофа, а екологистите не гледам дека пошто на нив и беше целта да се стопира. Да се стопира. Се стопира, они си ја постигнаат целта, ако и беше толку грижа за животнова средина, кај се сега да кажат. Значи еве јас како рударски инженер можам да кажам дека таму имаме отворен коп кој што нема никој, значи, само чувари. Компанијата е избркана. Компанијата е излезена, значи таму има чувари, копот е отворен, рудата е ставена ископаната на депонија и сега е изложен на надворешни влијанија. Ние сега може, еве, стално ги зборат кисели дождови, ако падне на кисел дожд, автоматски, да речеме, ќе раствори во почвата реакција и ние добиваме тука природно лужење на некој начин. Тие води циркулираат низ отворениот коп и низ ископанава руда и одат во околината. Значи, ние сега во моментов Казандол имаме едно жариште, по мене, еколошко. Али, еве, екологистиве нека кажат они што мислат у тој дел. Ако не сум управо, нека ме коригираат. Што се вашите проценки стручни? Пошто, бидејќи не работите ни за компанија, нити сте пратени од таа компанија, но како стручњак, како рударски инженер, ги познавате овие работи, па вие имате потполно неутрален однос спрема ова. Да не утре го злоупотреби, тој е испратен да прави пиар, ово, не, па затоа и сте тука, да иначе да бевте испратени, немаше ни да бидете тука, освен без куферче пари, кој за мене ќе ги решеше сите мои финансиски проблеми. Се шегувам. Значи, вака сега, чисто да објасниме, нели, за луѓево, природата си има некоја природна рамнотежа, створено низ годините, да речеме, низ и милиарди години наназад, се створила некоја рамнотежа. И ние доаѓаме сега на некој начин ја нарушуваме таа рамнотежа. Али ние рударите кога одиме, значи контролирано. Значи се следат сите параметри наоколу се. Значи и тоа е
контролиран процес. Сакате да ми кажете дека ваму кај што работите вие во вашите рудници, во вашето место, дека водите не се загадени, бидејќи тие екологистине, па и не можам да ги перцепирам како, значи, збориме за загадени води, за загадена почва кај што не може да се обработува и така натаму. Каква е па таму ситуацијата? Па ќе се вратиме на руднициве на смртта. Па не, јаглениве не се толку, пошто тука го нема, нели, тој да речем процес озогласен на зборам општо за ископи на јаглен. А македонска каменица? Македонска каменица копот е подземен, сега се случи пред некое време хаварија, ама таму излегува на терен, значи тоа е све, да речеме, снимено и веќе мислам дека отпочната санација. Значи ризик постои. Тука е во Казан дол имаше предвидено, мислам дека со проектот, обично светот се предвидуваат 2 езера, како 2 зони на сигурност, а ваму имаше предвидено 3. Значи еден чекор за прелевање на загадувањето да се абсорбира, да не дојде. Еве до хаварија, ако дојде до излевање на некој начин, сега може да се случи да наврнат тоа пошто е на отворено, да наврнат 1000 годишни води, 10.000 годишни води, како се тие, во тој случај, значи, нема спас, како што се случи у Скопје, нели, пред 2016 кога беше. Милениумскиот дожд. Да, милениумски дожд или нешто такво е. Тука има 3 зони, да речеме, кај што секаде у светот се предвидуваат, има по 2. По 2 брани такви, да речеме, овде имаше 3 предвидено. И тоа не е најголемиот проблем, значи најголемиот проблем што сега е веќе нарушена на некој начин природната рамнотежа и доаѓаме у ситуација кај што ние си одиме, добро, оставаме како што е ситуацијава и сега веќе природата пак се стреми, нели, да се врати во рамнотежа, ама пак ќе требаат илјадници години, нели, за тој процес да дојде. И сега имаме, да речеме, едно еколошко жариште, али за тоа не се збори на велико. Што по вас треба да се направи? Па таму треба да се реагира, да се заштити некако, дали со некој слој да се покријат тие кај што е ископано, да речеме, да се направи некоја заштита. Тоа е колегиве што се бават со санација и рекултивација може подобро да го образложат. Што јас не сум у тој дел, али си има методологија како се прави тоа, дали со геотекст или геомембрани и така натаму. Ама може и мислам дека мора да се санира или во најдобар случај да се ископа рудава, па после секако ќе се санира, нели, после тие до сега, нели, веќе. Кој би се нафатил ова да го прави? Па тука сега после откако ја изгореле оваа компанија? Да. Тука сме у некоја ситуација, значи, кај што државава е сега собственик на Казан дол. Добро. Под Министерство за економија, мислам дека е моментално. Они се како надлежни, ама додека има спор мислам дека на арбитражен суд беше. Во Лондон? Мислам дека во Америка, да не е во Вашингтон. Охо, уште полошо. Значи тешко нас ќе биде. Тие судови го бранат капиталот, така да... Потполно ми е јасно. Потполно ми е јасно. Подобро ги разбирате тие. Да. Затоа што не можеш ти да потпишеш меѓудржавен договор, земја да ти гарантира и после пупу не се важи, се премисливме, ама екологија беше, нема добри намери или лоши. Си требал да мислиш пред да потпишеш. А како е со други веродници што ги спомнавте? Сакавте да збориме за оваа тема? Да. Добро. Значи сега следно тука најблиско ни е рудникот Иловица. И Иловица е поголемо лежиште, таму има бакар, злато и сребро. Процентуално не знам колку точно, ама има големи количини. Големи количини, мислам дека по некои пресметки што се правени може да доведе до раст на БДП од 5% у првата година. Значи тоа ти е од пола милиарда инвестиција стартно. Ако се отвори како што треба, сега гледам идат некои нели има реклами идат по телевизиите со некој намален капацитет, затоа и извозот помал ќе биде и така натаму. Говорете, ве слушам. Еве кај над езерово доаѓа. Ова езерце во што е, овие патишта се пробивани, да.
тука некаде отприлика. Сателитските. Ископан ли е веќе? Почна ли да функционира овој? Таму... Имаше големи протести во Струмица, Ново село, против изградба на овој рудник. Они рекоа, вика, ќе се радикализира ако се дозволи се ова. Значи, тие дојдоа... Значи, избореа за процесот каде што ќе се користат киселини, високоризични материи, ослободување арсени или што ти ја знам, за да се дојде до златото што е можно побрзо и полесно. Ај, објаснете ми малце. Не, тие се стандардни, да речеме, у светски рамки. Тие се стандардни процедури како што се работи у цела Европа, нема ние сега да измислуваме топла вода, па некои по-ефикасни или не знам што, кои што би биле штетни. Јас пак ќе кажам дека тоа е пак изолиран процес, не можеш ти да ги оставиш да ти циркулираат слободно. Затоа се прави секогаш, да речеме, нулта ситуација од аспект на животна средина. Значи, кога ќе се сними за изработка на самата студија, што имаме моментално. И после следната фаза е во самата експлоатација да се врши мониторинг. Значи, улогата на невладиниве и делот на животна средина е во тој дел. Значи, ние имаме на спрега од луѓе кои што го работат тоа, инвеститорот, да речеме инвеститорот, потоа идат инженериве, невладини, животна средина и така натаму, и тука е државата како регулатор на целата работа. Значи, да се направи, да речеме, добра спрега меѓу тие, може да функционира безпрекорно и да имаме резултат сите, пошто иловица е по мене на некој начин национално богатство. Тоа не припаѓа само на одредена група на луѓе кои што живеат таму, тоа припаѓа на цела држава. Ние сега збориме да ги задржиме младите, расна економија, а не сакаме, да речеме, рудници, не сакаме тешка индустрија, не сакаме ова, не сакаме она. Јас не знам како би бил тој економски раст, на основа на што ќе пораснеме економски. Но парите ако треба да ги даваме на лечење од загадување и тешки заболувања, сега ја ги парафразирам и ги употребувам зборовите на тие што протестираат, и тоа се сериозни аргументи и се ова. Бидејќи процесот на прочистување таа руда користи киселини. Тие киселини испаруваат и во воздухот и одат и во земјата. Колку и да е тоа контролирано, Македонија е премногу мала. Можам да замислам што има проблем на русите у Сибир, гајле немаат, можат да истурат и 2 милиони тони арсен или не знам какви киселини се користат, и тоа ни две мечки да не го помирисаат. Но ние овдека немаме каде многу да бегаме. Поготово каде е производството на храна во овој крај, струмички крај. Тоа е требали да го замениме. Колку се тие ризици, а од друга страна ги видов и компанииве. Пушти, отворија еден тендер, невладините ги повика, кажете што сакате, за реновирање на училишта, еве ви милионче, за нови градинки, еве ви милионче, и после се прашуваш кај се невладините, па се натафираа. Ги купија, класично, мислам... Предпоставувам дека е така. Па, немам што друго да кажам, бидејќи ги гледам, ги читам нивните благодарници до истиве овие компании, за кои, господине, лично мене ме напаѓа дека сум сакал јас да го трујам, бидејќи доаѓаа гости кои беа и за и против. И кога ќе дојдеа гости кои се за, тоа беше хајка против мене лично. И затоа, како да ви кажам, ликувам во овој момент со една горчина, затоа што борците за екологија испадна лукративни типци кои 5 пати рековте вечерва. Кај себе? Да. Еве заказан до сега кај се. Ама кај се? Еве ги кај се. Нели ми се заканувавте живот мене, на децата, ово, она, ваму, таму, ги носев и владини и невладини и секакви. Кај сте сега? Откако паднаа тендерчињава со милиончиња за реконструкции, никаде ги нема. Но, останува ли сепак ризикот? Мене ми стои грудка на страна сите овие политики. Голем ризик е да се работи со таков хемиски процес. Каков хемиски процес се користи овдека? Па не, добро, тоа е друга област, да речеме, тоа е подготовка на минерални суровини, значи ние имаме цел
смер, да речеме, на рударскиот факултет у тој дел, што го изучуваат тој ова. Значи, јас сакам да се осврнам од друга страна, еве да речеме, може секој да отвори на страната Euromines.org. Значи, тука имаме за сите држави, дури има и за Југославија, ретроградно производство низ годините до 2018 година. И сега да речеме, еве, иловица, злато, сребро, бакар. Еве тие три да ги издвоиме, они тука одат посебно. Говорете. Да, значи сега вака, за производство на злато, најголем производител на злато у Европа е Финска. Значи, не, се извинувам, Бугарија, со Финска се тука некаде, значи Бугарија и Финска негде околу 9000 килограми годишно. Значи 9 тони злато годишно произведува. Македонија произведува 767 килограми. А бор? Годишно. За Србија може да погледнеме, не знам точно, пошто Добро. огромен број на податоци, ама овде ги имаме по држави. Значи, Не можам, бидејќи прв пат ја отварам, а позади грб ние не можам да немам убав пристап за да им илустрирам на гледачите, па еве кажете вие успено. Значи тука ги имаме големи производители во Европа на злато се Финска, Шведска и Бугарија. Финска, Шведска и Бугарија. Да. Зошто? Топ Таму 3. им се жилите или? Па не, си имаат минерална суровина и експлоатираат, тоа е. Како држави, еве да речеме, после ако идеме на сребро, тука во топ 3 се Полска, Шведска и Шпанија. Значи, успоредба со нас, значи, Полска произведува 1.264.300 произвела во 2018 година килограми сребро. Македонија има произведено 18.000. Значи, Полска е поголема као држава. Шведска 443.624 килограми. Значи, и Шпанија на трето место со скоро 90.000 килограми сребро. Значи, еве на европско ниво, па ние не сме на некој начин изолирани од Европа. Кај нив нели се одвиваат овие процеси, да речеме, на екстракција на металите со киселини, со ова, со она. Кај нас се дигна фама, еве, за цијанидите. По мене цијанидите се безопасни затоа што они брзо се раствараат. Значи цијанидот ако го историш сега на земја, он ќе се раствори се брзо, нема ништо. Не може да откриеш дека бил присутен и затоа ги користат, ама озлогласени се од друг аспект, нели, околу. Зашо ги користат? Нацистиве ги користеле за други намени. Тоа значи колегиве кои ме нервираат цијанидче и и после не може да најдат. Стварно, не оставате? Брзо се раствара, за минута до две мислам дека... Една пауза, 2-3 кафиња да направам малце да почестам екипа. Се шегувам, црн хумор, се извинувам. Сепак е ова јади бурек, кажувате интересни работи, а се обидувам малце и, нели, бидејќи подолго трае и да разбереме. Значи, каде Македонија, значи, со оваа статистика, колку имаат, ни давате статистика, бројки, колку имаат најголемите производители и колку има Македонија? Колку е тој сооднос, да речеме, 1:10 сме ние? Па треба да го пресметаме, али тука е успоредба со Полска за сребро околу 1, нешто. Значи они 100%, ние 1, нешто. Значи ние сме едно џуџе у овој дел, па и сите рудници да ги отвориме. Како сега, нели не убедувате Македонија има рудни богатства, овдека јати беда? Збориме за по број на жители, по површина, да. Сега Полска е, да речеме, многу поголема од нас. Што има врска тоа што е многу поголема? Па добро, нема врска, ама има поголема површина. Доколку имаш поголема површина, поголема веројатноста е да имаш повеќе рудни богатства. Еве да речеме, нема некој заемен, како да кажам,
да ги врзеш дека мора така да е, значи еве Русија, да речеме ние викаме рударија, кога минува Господ со торбата со минерални суровини, му се историло Русија, а после наваму што му останало посел. Така да У Сибир му се превртела, да. му се превртел шлеперот. Они немаат што немаат, еве у делот на јаглените имаат гасификација на јаглениве за да добијат син газ, значи имаше случај таму кај Урал едно лежиште го изгореа на нула по грешка и дошло повеќе вода, пошто гасификацијава на јагленот се врши подземно се спуштаат, да речеме, се прават контролирани. Има и во Америка, Silent Hill, такви кои им горат јаглен, ќе им се запали па подземје и по 3-40 години не може да се угасне. И кај нас има, да, ама да речеме Кај имаме пошто такво? имаме, па тоа се вика само запалување на јагленот, значи јагленот доколку дојде до вода и до кислород, значи влага и кислород му е потребен и он се запалува и се тлее цело време. И тоа нема шанси да се угасне. Тие се локални појави, Така. некои сами по себе, да речеме, може ќе затеат, пошто таму треба некоја идеална комбинација да се створи услови. Идеални услови да ве за прашам. Од една страна, што треба да имам впечаток? Имаме ли ние рудни богатства и треба ли да вложуваме или не? Имаме, Затоа што да. по статистики, ја гледам, тнко е. Сега ќе ти кажам Јанко еден податок статистички, повише статистички, па да речем еве. Пак ја спомнам општина Македонска Каменица. Македонска Каменица е една од рентабилните општини у државата на некој начин. Они не се должни. Имаме до Македонска Каменица општина Делчево, кој што е едно може меѓу најзадолжените општини. Значи таму све Збориме се прави најбогата и најсиромашна општина? една до друга. Значи порано биле заедно општина Делчево. Добре. Сега се подели. Значи Македонска Каменица зима повеќе од 1.000.000 евра годишно како надоместок од рудник Саса. Значи мислам дека 2018 биле негде 1.300.000 евра годишно. Значи по 200.000 евра месечно му доаѓа у просек, значи 200.000 евра добива надоместок општинава од рудникот. Плюс рудникот за сите, да речеме, хаварии доколку се случат, си плаќа плюс, значи и има обврска тоа да го санира. Значи у Македонска Каменица, тоа сакав да го спомнам како тема, значи за разлика од еве да речеме сега се актуелни соларни панели, ветерници и така натаму. Има 2 хектари село Крупиште, кој одиш на кај Кочани од десната страна, има 2 мегавати, мислам дека тоа е површина од 2 хектари. Значи за 2 мегавати ти зафаќаш површина од 2 хектари. Истата површина ја покриваш со панеливе. Не знам тука која е еколошкава, дали не и смета на инсективе долу што живеат или што како е тоа екологистиве нека го објаснат, пошто они ја застапуваат многу идејава дека соларниве панели. Значи 2 хектари површина ја зафаќаш трајно на некој начин и таму не знам колку има вработени, може и да нема вработени. Сега да речеме во Македонска Каменица има во рудникот вработени околу 750 луѓе, директно вработени. Има околу 200 индиректно вработени, значи тоа се 950 луѓе. Во понатаму во Паланка, во Тораница има вработено 450 луѓе директно. Во Злетово Пробиштип има вработено 450 луѓе директно. Значи овие трите рудници, немам податок за Бучим колку има, ама и таму не се малку, значи овие трите рудници на некој начин имаат околу 2000 вработени. Значи, и може слободно да кажам, еве, североисточниот дел од државава, ајде надолу Струмица, Радовиш, Валандово, овој дел не, го држат руднициве, економски гледан. Ако не се тие, значи не знам што економија би имало тука. Тоа е, да речеме, клучниот аспект, пошто руднициве без разлика на се, значи носат многу бенефит за економијата, за извоз, раст на БДП и така натаму. И има доста вработување. Значи,
еве да речеме во некој рудник како Иловица, кога би се отворил, да има 50 камиони, тоа ти се по четворица само шофери на камиониве, значи тука имаме автоматски 200 вработувања. У старт. Како е македонска каменица? Еде, пошто ја користиме често пати, ја користите овдека, од Па тој крај сте, од таму сте. Како е со земјоделие? Би Нема. јадел ли пиперки и патлиџани или што веќе успева Може на токму Google, тоа? на Google Шо може сакаш? полесно ќе ни биде. Кажи. Да отидеме у македонска каменица, Сакаш? беше на Google, Аха, да, добро. да. Да отидеме. Говори. Македонска каменица е. Повели. Сега еден податок што може не го знаеш, овде е Калиманското езеро. Еве го горе у зелениот дел е рудникот. Ова е Калиманци. Да, ова е Калиманци. Рудник, овој жолтиот пат нагоре, нагоре уште од тоа е. Не, на другата страна. Таму негде би требало да биде. Македонска каменица. Каде е рудникот? Овој дел да не знам точно. Сас. Таму. Добро. Еве го рудникот, ја не гледам тука нешто дека има деградација врз животната средина. Најнормално ми изгледа терен. Како се подземните води? Па има поставено пиезометри ги викаме ние надолу, на кој што се врши мониторинг. Немам податок, ама мислам дека се во нормални граници. Сега, кога ќе се... Но кога се веќе поставени, значи треба, мора, постои Не, ризик, мора да се следи. Да, па Така. затоа е рударството контролиран процес, мора да следиш се. Значи не се остава ништо на случајност. Сега понекогаш се дешаваат, да речеме, непредвидени работи, како секоја работа. Сега еве погледни од тука како иде течениево на рекава, каменица и се влива еве у овој дел у Калиманското езеро. Од Калиманското езеро со вода се снабдува цела Кочанска котлина, дел од Штипско и Свети Николе. И сега прашањето ми е дали не треба ориз да јадем. Добро. Еве, јас, Поред. моје произведуваат ориз, значи јадам ориз, така да мислам дека нема толкова влијание. Може да има... Здрави сте у фамилија? Да. Добро. Фала Богу за сега. Со коронава како поминуете? Па, немало до сега, фала Богу, мислам... Тоа значи само за Скопје, Куманово, Битола, Велес, Важи, Прилеп, такви градови, за кај вас нема корони тие такви работи. Добро, шега на страна. Да. Значи, цело време сакате да ми кажете дека нема шанса Македонија да мрдне ако не вложи во рударство. Па, Затоа што тие тезата е дека ние треба да вложиме во еколошка, здрава храна која станува се побарана и се поскапа и исто така чиста вода. Ние не можеме да рачунаме 100% на тоа, затоа што, не знам, како приказна убаво звучи, али не верувам дека би се постигнал кој знае каков економски бенефит толку со екологија. Пошто ние, да речеме, и доста направивме, може ќе станеме пионери у Европа, скоро пола држава ја заштитивме, еве сега Малешевијава, Осоговскиот се живо заштитивме. Така да, од еколошки аспект, значи екологисти ви треба да се задоволни, пошто имат доста заштитени подрачја, да речеме. Еве, нели сега Шарпланина беше за национален парк и така натаму, тие приказни што се. Значи, имаме ние доста, да речеме. Еве сега, што да кажеме за овие финци, швеѓани, шпанциве, еве, тука до нас е Бугарија. Бугарија е релативно близко, еве, ака е Каменица, еве, Бугарија. Бугарија од другава страна имаат и топилници, и рудници подземни за јаглен, и за металични, и многу повише од нас. Ние не сме изолирани од нив со бариера. Кина прилично многу вложи во Африка, барајќи она така наречени ретки земји. Како стоиме ние со такви, бидејќи нели ова олово, цинк, тоа е веќе повеќе како сировина, освен да речеме сребро и злато и бакарот кои се на висока цена, но тоа го немаме многу.
Имаме ли такви некои работи кои може да привлечат? Гледам, никако не се е тоа негде во Африка, се е тоа негде на Марс. Такви некои кои се многу барани елементи, а потребни од литиум па натаму, барани за најсовремената технологија. Нешто се имаше некој муабет за лорандито, тама и тоа е, Да. гледам повеќе мит, одошто реалност. Значи вака се, ретки земји има. Мислам дека Велешко во па и овие да речеме и доста актуелни, и знам дека има, не знам точно податоци, имав негде пишано точно, ама премногу не може се да запомти човек, нели? Еден памет за се што вика. Така да има ретки земји, во последно време еве на европско ниво стануваат овие техногени минерални суровини и веќе може да се каже дека ќе станат и кај нас интересни. Тоа се оние хидројаловишта што се узлетово. Не разбирам, објаснете малце што е тоа? Па тоа е хидројаловиште, узлетово имаме хидројаловиште кај што остатокот од овие процеси, да речеме, се таложи. Добро. Одма до пробиштип хидројаловиштето е. Еве, кога ќе отвориме, оно како езеро се гледа на ова. Добро. Значи, влезот на пробиштип. Ова е Тоа е тоа. Така. Тоа е сега представува на некој начин, може во блиска иднина да биде на некој начин, значи на оѓалиште на техногени минерални суровини. Значи тие што веќе еднаш поминале низ процесот. Сега порано. Што има тука? Па тука има остатоци од се, да речеме, тие процеси на екстракција не се 100%. Што се екстрахирало овде? Злетово, олово и цинк. Олово и цинк. Што има овде канатално? Олово и цинк, да. Што има овде? Па овде има и, да речеме, доста и други компоненти. Например? Не знам Од точно, прилика? да, али овие што се експлоатирани плюс некој. Сега, точно не знам да ги кажам точно, значи шири една теза дека еве од САСА што се носи у Бугарија во топилницата, они добиваат од самата суровина ние што им ја носиме, значи добиваат плюс 18 други елементи екстрахираат, ако не и 19, мислам дека бе. Значи, како што кажав, тие не се на некој начин сега олово и само олово, значи тука имаме еден куп други работи. Сега што има точно, не знам да кажам тоа. И што сакате да ми кажете, постои некако ваков тренд во светот да се Да. овие наталожена материја да се не рециклира, лош збор. Повторно да се пушти во процес. И да се издвојуваат што? Да се издвојуваат од тука, да речеме, метали и други работи. Какви метали би можело тука да има? Па види, тоа е на некој Би начин... можело, значи слободно шпекулирај. Олово, цинк, од другиве метали што ги има таму, не знам Добро, точно. олово и цинк, тоа го знаеме. Да. Веќе и знаеме како стои на пазарот. Но барани се ретки земји, ретки метали за производство на чипови, микрочипови, ласери, висока технологија. Едноставно Кина не може ни да постигне колку има во производството, колку има побарување. Да. Зошто кинезите не дојдат да екстрахираат од тука? Очигледно или нема нешто или не знаеме. А не верувам дека они не знаат. Кога дадоа тешки милиарди 50-50 делат со африканските земји од наоѓалиштата нивни на рудници на да речеме, не знам, иридиум, не знам, титаниум, не знам какви све метали се вадат. Мислам дека у Африка идат повеќе ради количините, таму би требало да ги има количински повеќе и највише ради тоа. Поисплатливо. Да, кај нас би биле количински помалку. Ако е неисплатливо, зошто да вложуваме во неисплатливост? Не, тука треба да се направи студија, значи да се разработат тие параметри, да се види што има, како има, да се земат примероци, анализи, затоа не ќе да шпекулирам сега, нели? Пошто ние обично кажуваме податоци во кои што сме сигурни, да речеме, инженерски. Кај што ќе се види у бушотинава, хемиска лабораторија, анализа,
и на база на таа анализа да кажеме тоа има, процентуално толку и после следниот чекор би бил да се види шо понатаму. Зашто повеќе има рудерски наоѓалишта во Источна Македонија одошто во Западна? Па не, во Источна Македонија има повеќе за тоа што, да речеме, у Југославија, нели, претходно, тие се сите овие отворени у Југославија. Значи, ние сега ги имаме наследено. Сега поголем рудник у Македонија од осамостојувањето наваму се нема отворено. Тука може да влезе како нови рудници Брод Гнеотино и Боров дол. Боров дол, Радовиш, ама тие доаѓаат на дополнување, значи Боров дол е веќе, пошто се намалува количината во Бучим, се отвара Боров дол, фактички се продолжува животниот век на некој начин, значи и не можеме да го рачунаме како нов капацитет. Нов капацитет би бил Иловица. Понатаму Луке, последно време актуелно, Златица, Плавица, тоа исто во овој Кратовски регион, Пробиштип, Кратово, во тој дел, тие се Луке, Златица, Плавица. Златица, Плавица е на кај Тромегието. Значи, исто да речеме, во делот на Србија, доста обемни истражувања се направени кај Тромегието, меѓу Србија и Бугарија. Не знам Бугариве дали почнаа да истражуваат. Од наша страна не е чепнато таму. Тука имаше и што истражуваат таму? Последно, па исто се тие металични сега, што конкретно има. Највише, колку што знам, на злато. Златото е во суштина најголема побарувачка. Тука, Да, у тој дел. Значи, српскиот дел, мислам дека и бугарите имат истражено, само ние слабо стоиме. како што има Аљаска и како што има Сибир, ние можеме да сонуваме за такви жили. Нема толку. Диаманти уште помалце, кај Јагленов најдовме нешто? Диаманти, јаглени, од јаглени имаме лигнит, евентуално кафеав јаглен, ама тој колку би било исплатливо. Тука имаме на граница. Диамант треба едно 50 километри да го копаме. Нема услови кај нас, не. Не се создале никогаш геолошки такви услови. Да, геолошки услови, значи нема. Значи, според вас, ние треба да инвестираме во што е можно повеќе рудници, за да живееме подобро. Дали ќе живееме поздраво? Ваше мислење? Значи, не мораме ние сите рудници да ги отвориме одеднаш, да речеме утре, постепено, ама треба да се размислува за тоа што, па ја мислам дека да, ако земеме статистички гледано, да речеме, дали процентот на болести, рак поготово, има повеќе, ако се земат статистички податоци, во Каменица или во Беро. Ја колку што имам информација, има повеќе во Беро. Говорете. Значи, повеќе има во Беро. Дека едно од најздравите места со најчист воздух има голема количина на голем број на заболени од канцер. Да, исто и Крушево, мислам дека имаше некој таков податок. Да, се збореше за некоја природна радиација и слично. И сега, колку е ќарот овдека? Математика ќе ми извадиш економски? Ќарот од... Ако тргнеме, сите овие што ги вика народов рудници на смртта, да профункционираат, да проработат? Па Иловица, доколку би се отворил, значи тука имаме у првата година, негде би требало околу пола милиарда, колку што знам, инвестиција. Сега по новите сценарија тоа на пола некако иде, али кога ги ставиш тие параметри на хартија, негде доаѓа 5% раст на БДП. Што е целава поента за Клучаков, да го затвориме целиот разговор? Што треба да излечеме ние како гледачи заклучок од вашево сео излагање и моево лутање во прашање? Да, значи, поентата е дека можеме да имаме ние рударство, кое што не да се каже како рудници на смртта, како што ги кажуваат, значи да имаме
рударство како што имаат сите европски земји. Сега да не ги повторувам пак, значи гледаме дека тука се у тие статистички податоци се водачи Финска, Шведска, Шпанија, Полска, да речеме, што еве и Португалија е во производство на цинк во првите 3 во Европа до 2018 година. Не верувам дека до сега нешто се сменило драстично. Значи, тука некаде, пошто овие податоци ги имаме до 2018 година. Исто Португалија. Значи, ние не знам што сме попаметни или толку по од нив на некој начин. Кога можат они, сметам дека можеме и ние. Само треба да се зголеми еве техничката свест и да се некако да се пристапи во тој дел, да се врши поголема контрола. Доколку државата воспостави контрола врз тие, нели по природа секој инвеститор гледа колку што може да заштеди, значи тука е регулатор од државата за да му каже не, ова мора толку да биде, ова мора толку да биде, ќе плаќаш такса за тоа, еве таму за си во екологија. тоа. Дали навистина добро се грижи државата за екологијата во еве работите? Имате деца во рударски крај, вие работите, работници сте таму и така натаму. Дали сметаш? Да, не, јас сум тука во Скопје, значи, во Скопје работам. А си побегнал таму. Повремено, Што, почист да, воздухот по- у Скопје, да. Не, еден другар што вика Се од шегувам. Каменица, идам у Каменица, рударски град, малку на почист воздух од Скопје. Така да, мислам дека и Пробиштип не е толку лошо и Крива Паланка, кои што имат рударство. Не знам, тоа треба да повеќе од научен аспект да се седне, да се направат студии, да се види, пошто ние веќе имаме постоечки рударски градови кои што ги набројав до сега, да видиме што е разликава, што тие толку нездраво живеат од овие другиве што живеат поздраво. Да те прашам, колку за да било што копаш во државата мора да бараш концесија, така? Да. А на свој имот дали смееш да копаш? Не. Мораш и на свој имот да земеш концесија со тоа што, еве, како приватен инвеститор. Не, чекај. Имам своја земја, имам ливада. Да. Доколку смеам да копам надоле? Па мислам дека до 40 сантими беше. И ако на 50 сантими најдам нешто, Не без дозвол, тоа е на државата. тоа е на државата. И не смееш сега поново ни без дозвола, значи доколку сакаш од твоја парцела да извадиш 10 сантими земја да ја однесеш на друга локација, мора да отидеш у општината, таму во делот за земјоделие да ти дадат одобрение. Значи доколку на своја рака ја носиш земја, тоа е казниво последно. Значи у двор ако имам злато, сребро, ово, она, ништо не е мое. Па не знам тоа со злато, сребро како е, ако е Го осеќам, кога седам у двор, осеќам нешто ме влече надоле и викам, чекај, ќе брцнам едно 15-20 метри, но ја го карикирам ова, но, нели, ти можеш да имаш површината, имаш земјата, но богатството и сето тоа припаѓа на државата и само со концесија можеш да го искористиш. А концесијата се плаќа и тоа прилично мрсно. Не. Не? Концесискиот надоместок, значи тука има повеќе фази. Овие што ги збориме, Иловица, Казан дол, еве да речеме и другиве локации, не се од денес. Значи тие се почнати со истражувања многу одамна. Значи тоа се истражувало во повеќе фази, во неколку наврати. Таму има илјадници метри од истражни дупнатини направени. Значи се истражувало еве за одредени локации што знам се истражувало во 70-тите, 80-тите, се истражувало еве 75-та, 83-та, 4-та, па после во 90-тите и така натаму, додека да стигнеш до ниво на резерви за експлоатација многу треба. Сега е позитивно кај нас што да речеме одредени локации се истражени во минатото. Доста. Да, има доста. Па мислам дека е Македонија прилично истражена. Каде имаме голем потенцијал и сега, еве, освен овие
овие 2-3 доле на југот на Македонија? Па Имаме не. ли места каде што ние треба да... Или ова се работите кај што треба? Еве вие, вашите рудници, нели се веќе изјаловени, тие со векови се користени? Колкава е нивниот животен век и капацитет? Па Што се вашите проценки? Суровина има уште, нели? Има. Добро, што викаш има? А како порано, на времето имало многу повеќе. И условите за работа биле многу поедноставни. Сега, како минува времето, стануваат се покомплицирани. Значи, Така да. ова не треба да ни биде веќе таму тема што се однесува според вас за рудниците, дека имате добро платена работа, дека сте задоволни, иначе се издржува вака физички? Па добро, колегиве што работат долу по руднициве, прилично е тешка работа и мораат, нели, да речеме, да бидат таму постојано. Се извинувам на грло. Да, добро. Ќе го завршиме. направиме пауза, Премногу па. не, ја завршуваме час и половина. Ве исцедив и ја ви благодарам за вашето време и излагање. Ќе биде интересно понатаму. Здравје Боже. Ако сакате нешто да поентирате, повелете за крај. Се надевам вода имате доволно, ќе станам да ве поземам. Дај го кадарот од компјутерот. Значи, Говорите. Значи, може да кажам дека за крај еве работиве дека во делот на рударството не се баш толку црни како што ги прикажуваат како рудници на смртта, сепак да речеме илјадници фамилии во државата го вадат левот од таа работа. Веќе нели во овие што ни се традиционално Колку во овој сектор имате ли некој познавање, има веќе луѓе кои се вработени? Па не, точни бројки немам. Цела македонска каменица, еве да да речеме. речеме таму каменица и македонска каменица и Крива Паланка и Пробиштип, значи имаме околу 2000 вработени. Значи профитабилно и на подолг рок. Да, имаме доста вработени. Како е здравствена заштита, пензии, овона, сите тие работи во градовите, окей ли е? Мислам, сепак ризична работа, загадување прашина, последици. Не е тоа туку наивно и толку нели розово како што ни објаснувате. Пример на одредени... Имате ли стари колеги кои доживеале длабока старост? Рудари, ваши колеги инженери? Добро, тоа радува. Има. Поентата е што да речеме на одредени локации кај што се изложен повеќе на прашина, на други влијанија, не треба да се работи толку долго. Значи има стандарди за таа работа, колку може. Еве да речеме во руднициве за подземна експлоатација се знае колку може. Не може цел живот да работиш до пензија у јама, мада порано има и такви случаи. Ќе завршиме емисијата, господин Стоилков, или сакате да поентирате со уште нешто? Па, вака ја може за крај да кажам само дека треба овие малку да речеме од другата страна, еве од животна средина, многу се настапува на некој начин паушално, значи треба да се излезе со факти. Еве сега да речеме, јас кажав колку шо имам од моите сознанија, пошто јас еве и повеќе сум на некој начин во друга област, повеќе зборевме сега за металичните минерални суровини, али добро, значи треба пак да се направат анализи, студии, да се види како стојат работите. Мислам дека тоа што го кажав преска, нели, на некој начин ние имаме веќе рударски средини, неколку рударски градови у држава, па да се види како е таму ситуацијата, како е здравието на луѓето таму, како е на некои други места кои што еве ние мислиме дека нели се живее здраво и така натаму. По мене, еве да речеме, вие го спомнавте органското производство земјоделско, да, али ние имаме у држава доста и конвенционално земјоделие кај што се прска, пошто јас потекнувам нели од земјоделско семејство.
кај што се прскат енормни количини на препарати, се употребуваат ѓубриво. Па доста да речеме, еве во Струмичкиот регион, ако се направат анализи, по мене таа е на некој начин почва искористена, нема до каде. Значи, се што успева на некој начин успева со вештачки ѓубрива, со препарати и така натаму. А од друга страна, ние да речеме сакаме модерното време, нели, ни носи нови предизвици и ние сакаме, нели, да воземе електрични автомобили у иднина, нели, затоа вие убаво кажавте дека треба литиум. Сакаме ветерни електрани, затоа треба тони метал. Значи, тие работи треба некој да ги произведе. Тие доаѓаат од рударството. Не можеме комплетно да се потпреме на, нели, производство у Африка, Јужна Америка, што се далеку од нас. А па на некој начин па не сме изолирани со нив, со некоја бариера, него имаме на некој начин воздухот циркулира, нели, на секаде. Така да мислам дека треба не да бидеме скептици, него да го смениме пристапот во цела работа. Значи, да навлеземе со факти, со аргументи. Не може да излезеш да кажеш, рудници на смртта, ова ќе биде, вака ќе биде, на паушални изјави. Значи, до сега што ги слушавме сите напади од страна на и невладиниви и така натаму, беа на база на паушални изјави. Никој не излезе да рече, со бројки. Мене, нека ме убеди некој дека ова, загадува. Колку, шо, како, каде, значи, не паушално. Колку е квадрат стан у македонска каменица? Не знам. Не е скапо. Не е скапо? Исплатливо? Имате оптички интернет брз? Па не, јас сум од Кочани, мислам од Кочанско. Ама тука ни е близко, го земам како пример. Благодарам за гостувањето и благодарам за вашето излагање. Ќе биде интересно во иднина да се продолжи и со некој друг. Доста храбро од ваша страна, морам да признам, моје задоволство, ве запознав вечерва, многу пријатен човек сте и се надевам дека во иднина ќе се видиме повторно пак. Ви благодарам и на вас, значи, може да кажам дека поинтересно е да речеме во овој дел да има гости од сите овие, нели, јас сега сам настапувам, пошто јас сум само у еден сегмент. И да ве слушам пола саат како се тегнете, водата загадува, не фала. Може. Има други телевизии, идете таму, вадете си очи, ја еден на еден сакам човечки муабет. Тоа ми беше зборот. Ќе дојде некој еколог, па он ќе си ја каже неговата приказна, па ќе ве викнат таму негдека каде што по 5 минути ќе се распокувате и тоа е добро што има и други медиуми. Зборот ми беше за во делот на ова, припрема на подготовка на минерални суровини или ПМС што го викаме ние. Значи, може некој многу поубаво да ви каже и за овие што, нели, ретки земји, за самите процеси, пошто, нели, тоа не е пак у мојот дел. Дури тука и геолозиве и така натаму, значи, пак кажав на почетокот, значи, ние сме на обемна гранка, што не може, нели, на некој начин па се да кажам во тој дел така. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за времето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.